кажам дека беше година полна со предизвици. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова е прво видео во новата година и сакам со вас да споделам една ретроспектива на годината која што измина, за тоа кои беа моите приоритети и лекциите кои што не можам да речам дека ги научив, туку дека ги повторував, го утврдував своето знаење и практично го применував, но најпрви сакам да ви посакам среќна нова 2022 и оваа година на сите да ни биде полесна, поубава, поедноставна, повесела, поуспешна и пред се да ви посакам добро здравје, многу љубов и успеси на сите полиња, а со неуспесите и со оние помалку убавите работи да умеете да се носите. Оваа година за мене и за моето семејство беше година полна со предизвици и можам да изберам да бидам тажна, да повторувам и да прашувам зошто сето ова нас ни се случува, до кога вака и така натаму. Меѓутоа решив да ги прифаќам работите такви какви што се, да се носам со предизвиците најдобро што знам и умеам, нормално, со повремени паѓања, станувања, мотивирања, бодрења, со помош и поддршка од другите, помош и поддршка за другите и така некако работите да течат и полесно да умееме да се носиме со нив. Нормално, приоритети од оваа година, како на многу од вас, ми беа здравјето, семејството и јас. Јас во целата приказна, односно моето здравје, моите капацитети да можам да се носам со се што ме очекуваше и што се случуваше и нормално вложувањето во себе, во целокупното здравје, но и преземањето на се она што знам, можам и умеам за помош и поддршка на семејството, најблиските пријателите, кои што исто така ме поддржуваа мене тогаш кога за тоа имаше потреба и за тоа сум им бескрено благодарна. Трите клучни приоритети – јас, здравјето и семејството. Сите тоа го знаем, меѓутоа го забораваме и затоа постојано да се потсетуваме доколку не сме здрави, доколку не вложуваме во себе, не можеме нити да им помогнеме, нити да ги поддржуваме своите најблиски. Па затоа, како дополнителна мотивација, кога вложуваме во себе, вложуваме и за другите. И ако сите ние така се однесуваме кон себе, да се чувствуваме добро, да се чувствуваме здрави, да се чувствуваме полетни, да можеме тоа да го споделуваме со другите, светот би бил многу поубаво место за живење. Што се однесува до оние работи, лекции кои што оваа година можам да кажам дека ги повторував и утврдував, се потсетив на нив и имав можности да постојано ги освестувам пред се прифаќањето, моите реакции од љубов и разбирање, задржување на фокусот на она што е добро и позитивно и умешноста да се носам со тоа најдобро што знам и умеам, со голема благодарност за сите капацитети и способности што ги имам и се што ми дава животот и нормално моите очекувања како од минатата, така и од годината која доаѓа. Прифаќањето, за кој имам напишано многу текстови, за кој имам снимано и видеа, најтешко се совладува, затоа што животот не е секогаш така како што сакаме да биде, затоа што не се одвиваат работите така како што сме ги планирале, затоа што нашите очекувања не се исполнуваат секогаш. И токму затоа прифаќањето е нешто на што постојано треба да работиме и да не заборавиме дека прифаќањето не значи помирување. Напротив, прифаќањето е првиот чекор кој треба да го направиме ако сакаме да можеме да реагираме и да ги менуваме работите. Работите кои се случуваат, она што ние го имаме како способност и капацитет. Ако тоа не го прифатиме, не можеме нити да направиме план што понатаму, нити пак да се фокусираме на тоа кои работи се битни, на што треба да работиме, каде можеме да вложиме, што да оставиме за подоцна и така натаму.
Следното нешто кое е тесно поврзано со прифаќањето, тоа се нашите реакции. Колку и да сакаме, ние не реагираме секогаш апсолутно свесно. Многу често емоциите не понесуваат, па реагираме и така како што можеби не очекуваме. Подоцна може за тоа да се покаеме, меѓутоа, како и да е, свесноста во реакциите ја менува нашата перцепција, нашата реалност. Не еднаш е кажано дека не е животот тоа што се случува, туку нашата реакција на него. Ако реагираме бурно, импулсивно, многу често може од фокусот да ги испуштиме работите кои ни се дадени како можности, знаците, може многу често да не видиме нешто што во моментот е многу важно. Затоа е добро кога ќе се случи нешто што ќе не изненади, можеби накратко да застанеме, да се оддалечиме, да дозволиме тој бран на емоции да не преплави и да помине, за да можеме потоа некако најсвесно што можеме да реагираме и да преземеме тоа што треба да преземеме. Да го задржиме фокусот на доброто, на позитивното, на она што знаеме, можеме и умееме, на сите ресурси кои ни се дадени во моментот. Тоа не значи да негираме, тоа не значи да го игнорираме тоа што навистина се случува, тоа не значи да го игнорираме она што не можеме да го носиме, што не боли, што не изненадило. Се тоа е тука, се тоа припаѓа на целината, меѓутоа исто така ние имаме избор да се фокусираме на своите можности и да вложуваме многу во нив, да црпиме енергија од убавите моменти, да имаме позитивна мисла, верба во доброто, затоа што тоа ќе ни даде енергија повеќе да се носиме со работите кои ни се случуваат и да останеме фокусирани, затоа што тоа е исто така многу битно во настаните кои ни се предизвик во животот. Да бидеме фокусирани на тоа што е во моментот битно. Сето тоа, значи нашите реакции, нашиот фокус во ситуации кои не се баш најповолни за нас, може да доаѓаат од две места. Ако ни се случуваат работи кои се непријатни, кои се предизвик, кои се болни, нормално ќе чувствуваме страв, па ние живееме во колективен страв веќе 2 години. Единствено што може да се носи со тој страв е нашата љубов, нашата верба, нашите напори да го разбереме колку што можеме и од разбирањето да умееме да реагираме и да се носиме со се што ни се случува. Доколку сме во страв, доколку постојано имаме негативни мисли, доколку очекуваме негативни исходи, независно што и да се случи, ние ќе се истоштиме себе си, а понекогаш и другите околу нас. Тоа не значи да не го чувствуваме стравот, тоа не значи да го игнорираме, туку да умееме да се носиме со него. Понекогаш тој може да биде мотивирачки и продуктивен, меѓутоа ако не преплави. Токму поради тоа што се плашиме да не се случи нешто лошо, потребно е со голема љубов, верба, да го задржиме фокусот на доброто и оттаму да влечеме сила и да се носиме со се што ни е предизвик. И сето тоа, прифаќањето, нашата реакција, фокусот, разбирањето, љубовта која вложуваме во работите кои ни се важни и приоритетни, се нашите најсилни алатки за да се носиме со предизвиците кои ги имаме. Сите сакаме оваа година да се заборави, да помине, да не ни се повторува, зборувам на колективно ниво, но не смееме да заборавиме дека лично и приватно луѓето исто така има убави мигови, радост, победија разни болести, постигнаа разни успеси, се радуваа на убавите моменти на своите најмили и од се имавме по нешто. Меѓутоа, предизвиците се тука, се уште се тука и ќе постојат не само за некако лично, туку и на колективно ниво. И затоа многу е битно да прифатиме дека можеби не можеме да ја промениме, можеби не толку брзо, можеби не во насока како што ние сакаме, меѓутоа можеме да направиме она што ни е дадено, можеме да учиме како да се носиме во таквите ситуации, како да останеме позитивни, како да бидеме силни, како да бидеме слаби, како да покажеме емоции, како да се носиме со своите емоции, како да црпиме сила и енергија и да немаме големи очекувања ни од годината што доаѓа, ни од животот, ни од другите луѓе. Очекувањата
единствено да ги насочиме кон нас, да направиме се што знаеме и умееме оваа година да ни биде убава, да уживаме во убавите моменти, да се носиме со оние помалку убавите и да бидеме пример за нашите најблиски и за околината. Да ја чувствуваме промената која се случува во нас и да влијаеме онолку колку што можеме на другите, на околината и на светот, свесни дека нема секогаш да биде онака како што ние посакуваме и очекуваме и дека тоа е во ред. Толку за ова прво видео, уште еднаш ви посакувам се најубаво, ви посакувам многу убави моменти, ви посакувам милион мали радости во рамките на семејството, со најблиските, со пријателите, но и да се носите мудро, одговорно, свесно и најдобро што знаете и умеете со предизвиците, затоа што животот го содржи едното и другото. Среќна нова 22 и се гледаме во некое следно видео.